Господјо Томас, вие сте првпат во Република Македонија во вашата мисија, преку вашата организација за справување со насилството врз жените. Па ајде малку повеќе да елаборираме кој сте всушност вие, вашата организација и зошто сте тука. Ви благодарам пред се што одвоивте време да се сретнеме. Доаѓам од Минесота, доаѓам од САД и би сакала нешто да ви кажам за мисијата на нашата организација. Зборуваме за Global Rights for Women. Она што ние работиме заедно со партнерите ни се буквално од ширум светот. Сакаме да постигнеме промени, и тоа промени во системот, да имаме низаправни промени, да се оди на реформи и морам да кажам дека имате навистина прекрасни лидери тука во Македонија и се надеваме дека заеднички ќе може да ставиме крај на насилството врз жените, сексуалните напади и слично. Кое е вашето досегашно искуство со работата во оваа област? Значи, кога станува збор за нашата работа, она што работиме е да ставиме крај секако на насилството кое што го имаме врз жените, а како што знаете, кога станува збор за насилството врз жените, веќе е признаено како проблем од страна на Обединетите нации, но не само од страна на Обединетите нации, туку и од страна на Европската унија и низа меѓувладини институции и се признава како едно од најголемите прекршувања воопшто на човековите права и тоа во глобални рамки. Дури за насилството врз жените се зборува како еден вид на пандемија, затоа што веќе станува збор за проблем кој што ги надминува самите граници, се случува не буквално само тука, туку се случува буквално во секоја држава во светот. Оттаму што ние сакаме да направиме е да ставиме крај на ваквото насилството врз жените, насилството врз девојчињата, затоа што не се само жените и девојчињата кои што се засегнати од ваквиот проблем, туку во овој случај се засегнати нивните семејства, се засегнати самите заедници каде што се случува самото насилство. Се тоа многу влија, особено влија на здрав развој на една земја. Докаде борбата всушност има ли надеж дека може да создадеме подобро утре за сите оние жртви на насилство и врз жените, па и врз девојките, како што споменавте? Апсолутно. Да кажам дека сме на добар пат. Значи имаме уште низа проблеми со кои што ќе треба да се случиме, но во секој случај сме на добар пат да го решиме се тоа. Она што претходно го споменавме во позлед на надежта. Секако се согласувам и апсолутно тврдам дека има надеж да се стави крај на сето ова, секако дека има низа пречки со кои што се случуваат овде во Македонија. Пред се зборуваме за пречки кои што се поврзани со самиот правен систем, затоа што се става под прашање оној одговор кој што доаѓа директно од самите институции, а особено ова е важно кога станува збор за домашното насилство, каде што ситуацијата е уште потешка затоа што има една голема поврзаност помеѓу жртвата и помеѓу насилникот, па нели малку поинаква и потешка форма на насилство има. Но она што мене ме радува е што имате навистина добри луѓе и лидери во државата кои што треба да направат нешто во поглед на самите институции. Имаме донесено и нови закони тука во Македонија, но она што е неопходно, она што ми беше мене изнесено дека потребна е подобра координација, зборуваме за подобра координација, да се вклучат тука обвинителите, да се вклучи полицијата, да се вклучат невладините организации, граѓанските организации, исто така и судиите, барем ова ми беше преточено во текот на состаноците кои што ги имавме. Но во секој случај не зборуваме за ситуација која што имате овде во Македонија, само ваква е ситуацијата и со останатите држави во регионот, но сепак верувам дека има надеж да се стави крај на сето ова. Има уште многу чекори кои што ќе треба да се преземат, меѓутоа сме на вистинскиот пат да го постигнеме. Кое е вашето искуство еве со работата во Соединетите американски држави? Кога станува збор за ситуацијата во САД и кога зборуваме за насилството врз жените, насилството врз девојчињата, морам да ви кажам дека во САД сето ова е почнато уште многу одамна. Зборуваме за некои промени кои што почнаа да се донесуваат во текот на 70-тите години, значи имаме веќе децениско искуство во таа борба против насилството врз девојчињата и врз жените. Јас доаѓам од Минесота, како што ви споменав и претходно, и во Минесота беше всушност и првата држава која што го донесе овој закон да се стави крај на насилството врз жените. Секако не беше само законот донесен, тука зборуваме и за некакви амандмани, кривични амандмани кои што требаше да се донесат поврзани со законот, исто така поврзани со оној за налог за заштита во однос на безбедноста на жените. Она што можам да го кажеме дека ние во САД имаме години искуство, но исто така се осврнавме и на самата причина, значи што е тоа што доведува да се појави воопшто насилството насилството врз жените. Анализиравме во однос на самата контролата која што има насилникот и исто така увидовме дека жртви се најчесто жени,
велам дека секогаш се жени, меѓутоа во 90% од случаите жртвите се секогаш жени. Секако имаме едно долго размислување и долго согледување на самите нешта во САД, но за да може сето ова да се постигне, мора да имаме систем, законски систем кој што е секако ефективен и да речеме во случај на некој случај со насилство кој што се случил во САД, кога полицијата излегува директно на теренот. Тие се многу внимателни, особено се грижа за заштита на жртвата и секако дека безбедноста на жртвата е секогаш нивен главен приоритет. На овој начин може да се спречат и низа убиства. Дури неодамна дознав дека во Македонија сте имале случај со вакво убиство, но не е само Македонија. Неодамна слушнав дека имаше ваков случај во Косово, а доколку се постапува на овој начин би можел голем дел од овие убиства да се спречат. И за крај, еве лично вие и во име или на вашата организација за глобална борба за правата, односно против насилството врз жените, кои се следните чекори што планирате да ги превземете? Тука сме веќе некои десетина дена и во текот на нашите средби, овде имавме средби со многу од овие лидери во вашата заедница и она што особено беше нагласено во текот на средбите во овие 10 дена се неопходните реформи, меѓутоа не само реформите, туку и одговорот кој што треба да го имаат самите институции, да се направи реформа, меѓутоа и подобрување на она што веќе постои. Секако дека кога зборувавме со лидерите, зборувавме за стратегии и можеби за воведување на оние најдобри практики, зборуваме за најдобрите практики не само од САД, туку практики кои што би биле буквално од целиот свет. Во секој случај она што е неопходно е да има многу планирање за да видиме како сето ова практично би можело да се случи и се надеваме дека ќе можеме повторно да дојдеме во Македонија и директно преку нашата организација да помогнеме. Господин Томас, јас многу ви благодарам за овој разговор, секако прекрасен и одвоеното време. Thank you for your interest in this issue. It was my pleasure.